Во Струмица ќе се отвара училиште за угостителство и туризам. При денешната посета на представници на италијанската амбасада во општина Струмица беше предложено развивање на туризмот во овој регион преку отварање на ваков вид училиште. Според градоначалникот Зоран Заев, овој проект е многу важен, бидејќи, како што рече, дефицитот од кадри во делот на угостителството и туризмот е присутен во целиот југоисточен регион. Разговаравме за конкретни локации, денеска после оваа посета, дел од менаџментот ќе ја посетат старата струмичка касарна, таму може да видат и готови објекти кои што се со намена образование заедно со ресторантите од поранешната касарна, но и локацијата која што е слободна, гола парцела, предвидена за изградба на училиште. Се надевам дека една од овие можности ќе биде токму потврдена страна на инвеститорите, секако се работи за исполнување на неколку можни услови, но сме срекни што овде се развива една ваква идеја, знаејќи ја поврзаноста на Струмица и Струмичкиот регион со Италија, заради огромен број наши сограѓани кои што живеат во Република Италија, знаејќи ја потребата од воведувањето на италијанскиот јазик овде во струмичките училишта, но еве со ваквата идеја поклопуваме уште една потреба на Струмица да познатото кулинарство од Италија и преку пастите, пиците, месото и целиот начин на изработка на италијанската кујна ќе има одлична можност преку отварање на едно училиште овде во Струмица, ако даде Господ сите работи секако да бидат исполнети до крај, да се отвори како позитивна италијанска инвестиција во овој дел од нашата Македонија. Според менаџерот на проектот Марк Вилјако, Струмица има голем потенцијал за развивање на туризмот. Тој рече дека ќе има и размена на ученици, односно нашите ученици ќе готват македонска храна во италијански ресторан и обратно. We had in our mind a project about tourism because we care a lot about tourism in Italy, but of course Macedonia has a good potential. Имаме замислено проект за туризам, бидејќи се грижиме многу за туризмот во Италија, но секако и Македонија има голем потенцијал. Затоа ја предложивме на Струмица оваа идеја, да инвестира пари да отвори училиште, за да ги подготви идните келнери, готвачи и сите останати кои сакаат да работат во ресторани и хотели. Отварањето на интернационално училиште ќе биде примамливо не само за Струмица, туку и за целиот Балкан. Ќе испратиме учители од Италија за да ја поддржиме програмата. Би размениле ученици македонци кои ќе готват македонска храна во италијански ресторан и обратно. Ова е важно и за маркетингот на Струмица. Амбасадорот на Република Италија Маслино Белели рече дека размената на ученици може да биде и начин да се зацврстат односите меѓу двете земји. In order to put a further step in this process to invest. Ние сме тука да го забрзаме процесот за инвестирање во Струмица и да го развиеме регионот. Се започна со размена на учениците кои од Струмица дојдоа во Италија. Ова покажува дека размената на ученици може да биде мост и начин да се промовираат односите помеѓу двете земји, економските односи и развитокот на регионот. And to develop the region. Ученици од средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица од неодамна беа во посета на угостителското училиште во Италија. Оттаму се разви и идејата за отварање на вакво училиште и кај нас.